Вриеше од волонтери во пунктот на Црвениот крст во училиштето Наум Нумовски Борче, кои ја подготвуваа помошта за поплавените граѓани. Целата работа ја координира генералниот секретар на Црвениот крст Саид Саити. Неколку новинарски екипи од провладените медиуми Сител, Канал 5, Алфа, Телевизија Нова, како и од државната агенција МИА, веќе беа дојдени и чекаа, кога екипата на Нова ТВ го посети пунктот за да направи репортажа. По 10 на минути од доаѓањето на екипата на Нова, во пунктот се појавија членови од кабинетот на премиерот Емил Димитриев и телохранители од МВР. Но наместо премиерот, дојде лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски и министрот за труд и социјала Диме Спасов. Добро, дојде вака да видим како да дојде. Гледам дека имате доста залихи. Па имаме, додуше спразните петула. Груевски прашуваше, Саити и Спасов даваа отчет. Од храна гледам пакетиви ги имате. Тоа ви се стандардни веројатно. Да. Со стандардна количина и видови на храна. Пред вас сега тоа се речеме прилагодени за дневна употреба, но ние нашите тоа се стандардни кои служат за тоа се семејни така наречени за подолг период, да речеме 15 на дена. Имате пакети за дневна и за подолга. И за подолга, да. Овие ви се веројатно за дневна. Да, лепи нешто друго. Донации кои стигнуваат на дневна основа од наши фирми овде во државата, нели тоа се направени така, во нив има изденки, има нели работи кои имат ограничени роки кои треба да се трошат на дневна основа, така да тоа е. Сите донации се пренасочуваат за Повеќето од луѓето нели немаат струја и не може во фрижидерот чува, така да ден за ден. А тие кутии претпоставувам ви се за подолго трајање. Тие се за со подолг рок на трајање, за подолгна употреба. На моменти беше премиер, на моменти лидер на партија, а заликуваше и на координатор на кризниот штаб. Име, денеска на терен колку отприлика луѓе има волонтери што работат? Денеска има во Стајковци околу 1000 луѓе и плюс би требало во Сингелиш да има истата бройка, меѓутоа јас бидејќи сум задолжен за координација која работите во Стајковци, денес и армијата направи посебен оперативен штаб. Немаше никакви новинарски прашања, ни за Груевски, ни за Спасов од новинарите, кои беа специјално дојдени за да го снимаат екс-премиерот. Микрофоните ги спуштија кога Груевски заврши со прашањата и кога реши да си замине. Тогаш екипата на Нова го праша Груевски во која улога е дојден. Господин Груевски, во која улога сте денеска, како премиер, како лидер на партија, како граѓанин? Како граѓанин. Не беше многу расположен да објасни дали тој лично ги координира сите активности на кризниот штаб за поплавите и дали смета дека треба да се побара одговорност од институциите за толков голем број на жртви. Груевски забрзано го напушти пунктот и дури заборави да се поздрави со генералниот секретар, па потоа се врати за да се ракува со Саити. Првиот човек на Црвениот крст тврди дека тој сосема случајно се нашол во пунктот во Ченто и дека посетата на Груевски не била најавена. Јас на вистина сум сосема случајно, може да не верувате и може да верувате. Значи си ја работиме нашата работа, потребно е присуство и посета на нашите локации. Тука се координирате со членовите од кабинетот во владата. Сепак имаше координација и вие знаевте дека Груевски ќе дојде. Ние знаеме, сведоче. Прашањето е едноставно, дали вие би организирале вакав пречек и на некој било кој друг лидер? Што ќе дојде да се интересира, било во својство на граѓани, било да во својство на председател на партија, на министер, на било кој. Ние сме Црвен крст, отворени сме за сите, соработуваме со сите. Нова ТВ и други критички медиуми не добиваат никаква информација од власта, ниту од ВМРО ДПМН за агендата на нивните функционери кои секој ден одат во местата кои беа погодени од поплавата. При нивните посети нема новинарски прашања, туку главна улога има Груевски, кој преку телефон ги координира сите министри и директори на институции.